Кога пред неколку години ја отпеа песната "Не кани ме", никој не очекуваше дека ќе биде толка голем хит во Македонија. Ние се наоѓаме во скопската населба Драчево, овдека живее нашата фолк звезда Миле Кузмановски. Сега ќе му одиме на гости. Ајде со мене. Hello! Ајде. Мојата најава беше, не очекувавме дека "Не кани ме" ќе биде толку голем хит. Да. Да. Ти очекуваш? Па не очекував, искрено, ама добро, се деси. Ајде. Ова е тоа на Миле Кузмановски. Миле, ти благодарам што ни го отвори, што ни вратите од твојот дом. Дали се прва телевизија што ти влегла дома? Да, прва телевизија сте. Обично пејачи бегаат од тоа, знаеш. Па добро, јас тебе не можам да те вратам затоа што нашето познанство е многу одамно. Учевме училиште заедно и го почитувам тоа што го работиш и знам дека ќе направиме еден убав разговор и ми е драго дека сте во домот наш и мислам дека ќе си поминеме убаво. Кажи ми, нова песничка, ајде да почнеме тоа. Нова песна, да. Песната е на Борце Зафировски текст, музиката на мојот пријател Рубин, кој што долги години свири со мене заедно и направи еден спој многу интересен. Песната се вика "Последен воз". Направивме спој со Дарио Јанковиќ, генерал, да. И мислам дека е убава, ќе ја погледнеме, ќе ја пуштиш, се надевам, во твојата емисија малку, и ќе ти ја пуштам после, ќе завршиме со разговор. Да. После колку временски период стануваше нештата? Па после колку години разлика со Ана и Јана? Колку сте разлика, дечки? 14 години. 14 години. Ова е малата, ќе ни кажеш како се викаш? Ева, бинго! А како се презиваш? Мама. И како е после 14 години да менуваш пелени? Добро, интересно е, ќе бидам искрен, ретко менувам, ама и менувам, не да не. Интересно е едно освежување ни е така по дома. Милениче, сите го играат, сите му прават кефови, а тоа понекогаш знае душата ти ја вади, ама добро. Ке порасне. Ја мислам дека те чува на стари години. Па нека се чуваат они трите, па ние да сме здрави живи. Павло ти направи интересен дует со Spice Girls. Зашто не направиш ти со некоја поп звезда? Кажам искрено, многу го сакам тој концерт. Цел негов концерт, ги гледам и ги имам во DVD-теката моја. Ми се свија спојката со сите пејачи, со Стинки исто е страшно направена. Со Италјанов, кажи го, и со него имаше една спојка. Со Ерос Рамацоти имаше прекрасна исто номера. Многу е направено на едно ниво сериозно. Ја направи ти дует со Тамара Тодорска. Па, зошто да не? Би ми било драго и чест. Секако Тамара е сериозен пејач. Дали се согласиш со мене во најавата кажав дека "Не кани ме" ти еден начин ти обележа целата твоја кариера? Секако. На кого е посветена? Тоа никој што го каже во јавност. Ниту можам да ти кажам, не знам. Тоа ќе мора Борче Нечовски да го прашаме. Тој е автор на... Ти ја пееш со многу емоции и луѓето очекуваат да кажеш "Да, јас се посветив на тај". Не е моја приказка, не е лична приказка. Ама ти ја доживеа многу лично. Ама некако јас кога добив песната, добив на само музиката, мелодијата на гитарче. Тогаш снимавме за Валандо една песна и додека се снимињавме со Орце Лазаров, вика чекај нешто да чуеш и во кола ми ја пушти тогаш касетки беа нели оние. И со на гитарче, ама мелодијата беше многу интересна и му вика многу супер песниче. И се допаѓа, да, дај ми ја викам. И чекавме една година цела за да дојде Цветници, зашто мислевме дека таму ја личи со голем ревијален оркестар, со таков аранжман. А меѓувреме му давме на Борче, Борче напише многу брзо текст, за ден-два така нешто се јави дека е готово. Текстот е сериозно интересен. Дали знаеш дека на секоја свадба е свират? Да, ја свират секогаш и вака што слушам, нели бендови по Мејаниве што си свират, дали тамбураши, дали овие, па дури колегиве од
sosedna Srbija, gdje su Amadeus Band redovno na njimite nastapi. Ono je makedonski odel koja go pejat, ja pejat i ne kanime. Mi go promeni život, fakt posle neze se jedru. Кажа си, татко на тинеджерки, како се справаш на довојките? Кај се смеја? Да. Па, добро, они имаат барања, нели, нивни, јас, како родител... Дали се строг? Ама не да излажеш. Не лажам, зашто да те лажам. Може би некогаш сум постат него што треба. Ана и Јана. Која е Јана, која е Ана? Јас сум Јана, Која е постара? јас. Како е да живееш со тукава звезда како вашиот татко Миле Кузмановски? Исто. Да не ме слушаме, тоа ме интересува. Слушам. Колку ви дава пари джепална дневно? Не е на дневно, Месечно? месечно. Колку? Тајна. Ето да прашам да го покачиме хонорарот после емисијава. Може. Ама па тоа го правам само за нивно добро, да ги заштитам, затоа што јас мислам дека многу поминав од овој ноќен живот низ Македонијава, ни наша, па и надвор, така да многу работи ми се јасни. А ова време, невреме е некако чудно, измешани норми, тотално правила на игра и ништо, баш ништо од правите вредности. Од правите вредности мислам дека многу малку има, но добро, тоа е, секој време носи. Ти носат момчиња дома? Па се уште нема момчиња, но ако не изненадат некогаш, па тоа е тоа. Треба продолжуваат Боже тебе мој. на воспитно, после тоа продолжуваат Да. И тоа ќе се случи еден ден, сигурно, нормално. Миле, животот кон тебе ти даде, ти зема, ти даваш, ти зема. Не беше лекција тоа е нешто друго. Лекција е кога сам ќе сгрешиш нешто и ќе ти плесне шамар животот. А ова беше, се деси што се деси, но брзо некако се рехабилитиравме, брзо станавме, се кренавме. Сега си окей? Сега се среќа? Да. Ја гледам дека се Супер среќа. сме, се прошири семејството, Ана, Јана се тука, Ева е тука, Јасмина е тука до нас, така да функционираме ете како семејство нормално. Нека ни ме сочите, не барај таква љубов да премолчи ме, ќе заврне во душава, еј таква тажна песна не си слушнала. Јас сум Миле Кузмановски, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ.